Пандемијата, економската криза или микс од сето тоа споено придонесе оваа година пред новогодишната еуфорија во прилив да биде далеко од тоа како што била во минатото, а некаде скоро и да не се чувствува. Сепак раздвиженост во градот има. За празниците вратени се и голем број прилепчани кои што работат во странство. Сите од нив со иста желба. Пандемијата во 2022 година конечно да заврши и да се вратиме кон нормалното живење со повеќе финансиски средства. Поголем дел од нив новата година ќе ја поминат дома со семејството или заедно со пријателите. Ова година, значи, помина искрено лошо за мене. Лошо. Јас се надевам дека следнава дека ќе биде подобра. Очекувањата се големи, ама дали ќе се исполнат, не знам. На кој план очекувате подобрување? Финансиски план, дефинитивно. Дефинитивно. За нова година за празниците каде? Работно. Јас сум музичар иначе. Каде ќе свирите? Па во пивница. Овде има еден објект, значи стварно добар, пивница, таму сме. Тоа е, значи секој ден фул. Има ли атмосфера предновогодишна предпразнична во Прилеп? Да, има. Можеше да помини многу подобро, а ви некогаш на искушенијата мора да се одговори соодветно. Посакувам конечно да се стави целосно под контрола епидемијата и да можеме послободно да се движиме. Здравие пред се, здравие и добри мисли. Толку. За нова година каде? Па дома. Ова година дома, за нова година. Како ја оценувате целата атмосфера предпразнична во градот? Има ли таква еуфорија како порано? Не, нема никаква еуфорија, причини има повеќе. Епидемијата имаше и финансиски импликации, расположение нема. Па да биде нешто подобро во 2002. 2022, значи. 2021, не знам, просечно така, од 0 до 5, тројка давам. Што треба се подобри? Најмногу економијата. Нова година со внучето дома ќе бидам. Еуфорија во градот? Па не знам, не верувам да има некоја. Желба ние ни се роди внук, станавме баба и дедо, да ни е здрав и жив внуко. Тоа е наша најголема желба. 21. Добро, здрави и живи. Не имаше од друго да кажеме. Честитки за внукот. Како и каде ќе поминете новата година? Со внучето? Со внучето. Најверојатно со внучето. Сега тој има една недела, 7 дена. Мало е, така да ќе му треба помош од баба и од дедо. Како ја оценувате предновогодишната атмосфера во градот? Ја има ли како порано? Сега ние се добро се осеќаме. Мислиме дека сега градот поинаку диши. Него порано. Па во домашни услови. Дома и тоа е. Со друштво? Па не, сами. Значи на работа сега ќе бидеме и дома. Како ја оценувате 2021 и ваша желба за 2022? Да заврши конечно коронава, значи и на сите се најбо. Му посакувам. Еве се препознава веќе, почнува помалку да се раздвижува град како град и така. Како вие оценувате 2021 година и ваши очекувања за 2022? 22 да се надеваме дека ќе биде подобро. На кој план? На секој. Како ја оценувате атмосферата во градот пред новогодишна? Мртва. Нема ништо, апсолутно. Зошто причина? Па тоа може погоре вака да се праша. Врво, Вие каде за нова година? дома, Со кого? со сопругата, со фамилијата, со внуците, така. Годинава во центарот на градот поставени се само неколку светлички украси. Колку барем нешто минимално да подсетува дека не очекуваат празници. Од општина Прилеп соопштија дека градот е украсен со елементи од минатите години. Нови немало да се купуваат, за да немало финансиска импликација врз онака преоптоварениот буџет на општината. Да се надеваме дека идната година ќе биде многу повесела, посреќена и поберитјетна од оваа, без пандемија и нормално, со многу повеќе пари кај граѓаните.